Во време кога македонскиот јазик и држава се соочуваат со негација од страна на некои од соседите, бројот на лекторати по македонски на странските универзитети е се помал. Од некогашните 25 колку што биле во време на поранешна Југославија, сега се само 11. Министерката за образование Весна Јаневска вели дека во програмата на владата е предвидено одржување на постојните, но и отварање на нови лекторати и курсови по македонски јазик. Ако пак сите заедно, посебно државните институции и академските установи, посветат заслужено внимание на важноста на лекторатите како мали македонски културни центри во светските метрополи, ќе добиеме многу како држава. Зошто за сите нас е трогателно кога слушаме млади луѓе од странски земји кои многу внимателно се трудат да зборуваат на македонски, пеат македонски песни и знаат да одиграат македонско оро. Ако ги оставиме на стихијата овие примери, ќе бидат се поретки. Универзитетскиот професор по македонски јазик Људмил Спасов вели дека состојбата со лекторатите е загрижувачка. А субјективните причини се дека се работеше практички за средства. Секогаш беше Универзитетот Свети Кирил и Методи незадоволен дека не добива доста и гледаше да заштеди апец на лекторите и почна да се откажуваат лекторите и полека да се намалува бројот на лекторати. Во некои земји како што е Хрватска, која има 40 лекторати, вели Спасов, државно тело заедно со Министерството за надворешни работи се грижи за отварање на нови лекторати. Така вели треба да се работи и кај нас. Тоа не значи дека се одзема автономијата на Универзитетот на УКИМ, туку постои државно тело кое што директно координира со другите државни тела во другите држави и на тој начин, како културна размена, се отвораат лекторати. Не е во ред да немаме лекторат, например, во Австралија, каде што имаме една голема, како што ви е познато, македонска диаспора. Да не зборувам за Германија и за други држави во Европа. А токму лекторатите се најдобар начин за промоција на земјата, незиниот јазик и култура. Ја промовирам македонската литература. Имам приведено, припеано околу 300 македонски писатели. За мене јазикот не само што постои, значи секако јазикот се развива и јас него го популаризирам, го промовирам и придонесувам за неговата афирмација. Многу сакам македонската литература, македонски јазик и преведувам македонски автори на бугарски, руски и полски јазик. Значи вие сметате дека постои разлика меѓу македонскиот и бугарскиот јазик? Това са два различни езика. Најстари лекторати се оние во Париз и Букурешт, а бројот на студенти кои го изучуваат македонскиот јазик во странство е повеќе од 200. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.